Добро утро, со уште едни утренски муабети и прошетка низ градот Делчево, обично во централното градско подрачје. Чисто градот да си го видите секојдневно како изгледа и кога е обраснат со трева и кога е окосено и кога е уредено и кога можеби според некој не е. Така да еве поздрав до Благојче кој со неговите кучиња редовно не ги собира топките, односно кучињата ги собираат на тениското градиште, кога има некоја надвора не може да се пронајде, тие тоа го прават безпрекорно. Еве луѓето полека почнуваат и со земјоделски активности, односно не полека, туку си работат. Еден хендикеп би рекол за цел народ, бидејќи поголем дел од нивите впечаток е дека не се работат. А имаме толку многу имот кој најчесто се продава. Обично од луѓе кои решиле својот живот да го поминат во некој од западноевропските земји, но не знам дали ќе се согласите со тој мој впечаток, можеби пак во последно време работите се променети. Бидејќи кога биде сум пуштал снимка од дрон, сите ниви изгледаат дека се добро обработени. Ово особено го кажувам за село град, каде во недела е соборен ден. Празникот Духовден, затоа има и веќе објавено повик за учество на турнирот во мал фудбал кој се организира по повод соборот Духовден. Поканети сме во сабота во село Русиново по повод Света Тројица, исто така и тие имаат настан. Беровско Русиново. И не сум сигурен, Света Тројица исто така во село Бигла дека се слави. Се дали е понеделник таму или недела, не можам да се сетам, мислам дека е понеделник, нели Духовден е 3 дена. Претходно во сабота за душници. Така да тоа е она што би било нешто во најава како информација, иако поголем дел од вас тоа го знаат можеби. Особено постарите го знаат сигурно. Градот мирува на ова жешко време, топло навистина, јас пробав да посервирам некој серва утрово. Меѓутоа беше топло и сега само што си тргнав од таму да почнеме ние по оние 3-дневни празнувања да сработиме некој видео прилог, нешто што ќе излезе во текот на денот. Значи, прилично топло време, се познава дека иде лето, иако е мај се уште, но знаеме дека горештините се секогаш започнуваат кон крајот на мај, па знаело да фатат врнежи во јуни. Имавме за жал лоши ситуации од минатото, кога во јуни на 2 пати имаше поплава во Делчево. Така да, како што е Господ, никој не е, велат старите. За сега ќе уживаме во сонцето и убавото време. 4 минути како зборуваме. Може би ќе биде кратко, но доволно да не ве претоваруваме овој прв работен ден од ова работна недела, бидејќи вчера не се работеше поради државниот празник кој беше во недела, но се префрла автоматски во понеделник кога имаме таква ситуација. Учениците веќе се на голем одмор забележуваме. Кафето каде рековме ќе го пиеме во Папа овој ден. Имаме на многу места убаво кафе, но еве секогаш гледаме да смениме. Има една навика во Данска дека луѓето кога дојде време за кафе, во толку и толку часот составаат се и го користат тој 1 час слободно време. Па така и ни едно друштво обично секој ден во 10 часот си правиме
кафе пауза. Таму интересно што се зборува се што има ново, кој што правел, што ќе се случи и така натаму. Еве, зелено е, може да тргнеме. Бидејќи ова второто возило тргна подоцна, ние лево одиме. Еве, Валиум кафе. Даваме предност на господите овде пред нас. Тука малку поголема раздвиженост отколку долу во централното градско подрачје. Нормално тука се институциите, секој кој сака да си заврши работа, тоа може да го направи пред времето за пауза. Во меѓувреме се градат оние згради кои се започнаа веднаш по завршувањето на првите. Еве, и тука се работеше на последни подготовки за асфалтирање на улицата Индустријска, затоа и ние ќе ствртиме лево. Последниот слој на песок се додава и би требало конечно можеби оваа недела да добијат жители нема многу нова улица, меѓутоа сите кои поминуваат од овде ќе имаат подобрени услови за движење по оваа улица со своите возила и пеш, бидејќи се прошири тротоарот, а можеби со тоа ќе се растерети малку пазарниот ден од возила. Има по-добар проток, бидејќи малку е проширена ми се чини. Доколку едно возило стои од страна и две меѓу себе се разминат, мислам дека така нешто е планот, толкова е ширината. Тоа е тоа, почитувани гледачи, колку и да вртиме и да сучиме. Градот е толков колку што е, има нормално и повисоки делови. Кога ќе дојдеме на некое по-добро теренско возило и таму ќе снимиме. На наш трошок, тоа е што можеме да ви прикажеме, па сега, ако некој го цени ова, супер, ако не, никому ништо. Ние сакаме секојдневно, портал сме за Делчево, 365 дена во денот да објавуваме информации поврзани со градот, така да кој сака да не следи, нека повели, нема на Facebook, на YouTube, на Instagram, на TikTok, на Threads. И тоа е тоа. Благодарам што не следевте. Еве еден новитет. Поставен телевизор на поголем, како се вели, екран на зградата на Дамјанов, каде се може да се види увид од целокупните активности кои ги има собствениците на овој објект, кои се и собственици на кои што градат згради во Делчево. Исто како и Брегал, кој започна втората зграда, и Евробетон, цело град, така да тоа е тоа.